Спасен Силјановски отворено зборува за кавер верзиите и препејувањето на песните. Тој ги кажува и позитивните и негативните страни на ваквата појава, која во последно зема се поголем замав кај македонските пејачи. Лира, само да ти свира, баш по пенџери. Давам уште една, тројта усна медна, да ме поздрави. Давам една лира, само да ти свира, баш по пенџери. Давам уште една, тројта усна медна, да ме поздрави. Трендот на препејување на старите македонски песни кој зема се поголем замав кај помладите пејачи представува и позитивна, но и негативна појава. Ваква констатација изнесе фолкерот Спасен Силјановски, кој истакнува дека препејувањето на било која песна не треба да значи нејзино расипување. Гледам во тоа и позитивни работи, но гледам и негативни работи. Зависи има повеќе објаснувања. Сепак сум јас за да се создаде нешто ново, а квалитетно, отколку да се препејува некои стари кавери. Кога веќе се препејуваат и веќе испеани компонирани песни, тоа треба да биде подобро од оригиналот. Во аранжмански, значи интерпретаторски и така натаму да се даде поголема енергија, да се постигне некаков ефект, доколку се препеат песни, а не се постигне тој успех за да бидат подобри од оригиналот, тогаш нема што би рекле народно, нема фајде од тоа препејување на песни. Сепак Спасен додава дека некои од групите го искористиле се тоа, па станале доста популарни со туги песни. Потребно е во голема мерка да се создава нешто ново на македонската музичка сцена. Добро е да се снимаат и старите песни, но да не се злоупотребуваат, вели Спасен. Во многу случаи имаме злоупотребување. Кавер е едно и снимање на песна во живо, а сосема нешто друго е снимање на песна во студио, буквално, а потоа само на снимка таму ќе се пуштат кабли микрофони да се даде некој печаток дека е тоа во живот. Тоа е лицемерие, тоа е веќе лага, да кажам, се манипулира со слушателот. И затоа почитувам снимање и интерпретирање во живо, но не на тој начин на кој што се снима студиски, а потоа се прави фама као да е во живо. Во периодов кој следува, Спасен најави бројни работни ангажмани и настапи особено во западниот дел од нашата земја, каде што впрочем е најповеќе баран со песните кои ги пее, а во есенскиот дел од годинава најави и бројни патувања и настапи надвор од нашата земја. Давам една лира, само да ти свира, баш по пенџери. Давам уште една, тројта усна медна, да ме поздрави. Давам една лира, само да ти свира,